Помалку од 10 дена треба да биде подпишан договорот за добрососедство со соседна Бугарија. Колку истиот ќе биде штетен или корисен за Република Македонија, иако досека неколку пати слушнавме и од бугарските први челници дека тој директно ќе задира во националните македонски интереси. Еден ваш личен став? Да го надополнам насловот, тајниот договор, бидејќи македонската страна, режимот кој што насилно е воспоставен начело со господинот Заев, одбива да го даде на увид на македонската јавност, на политичките партии и на стручните лица кои што би можеле да дадат сугестии што навистина е внатре проблематично. Она што досега го знаеме, што доаѓа како информација од бугарската страна, е дека навистина станува збор за еден, да не речам чин на велепредавство, еден чин на избрзување, на подпишување и преземање на обврски кои што понатака кој знае какви се импликации ќе имаат за Македонија и севкупно предавство на македонските државни национални интереси. Да не се разбереме погрешно, јас сум за добрососедство, сакам добрососедство со сите држави. Кога станува збор за Бугарија, дури можеме да имаме и специјални односи. Ние треба да бидеме блиски. Познавајќи историјата, тоа значи дека ние имаме многу крвни сродства и многу голема македонска емиграција после Балканските војни, после Првата светска војна, после Втората светска војна, кое што таму живее и кое што има и големо политичко влијание. Значи, ние сме блиски. Софија историски во одредени моменти е и најголемиот македонски град, кога е исполнет со македонска емиграција. Добро знаете дека пола од улиците се со македонски имиња. Тоа укажува на една блискост историска, но сепак едно добрососедство значи обострано почитување, а не наметнување на некои небулозни или нелогични решенија. Сега слушаме дека ќе има контрола врз медиумите. Дали тоа значи дека дозволуваме друга држава да прави цензура? Дали вакво едно интервју ќе биде цензурирано, забрането или казнето? И што ќе се постигне со тоа? Дали луѓето ќе престанат да мислат? По моментов е актуелна Бугарија. За помалку од 1 месец новата влада оствари средби со официјална Атина. Но во фокусот овој период беше и последната средба на првите челници на Србија, Бугарија и Грција токму во Солун. Тука беше албанската платформа. Може ли едно ваше ведување дали Македонија влегува во едно ново сценарио или да речеме нов Бермудски триаголник? Ето што, прво за Атина 2-3 збора. На македонската јавност преку пропагандната машинерија која што има владата, односно господинот Заев, која што е и тоа како добро платена со народни пари, и беше сервирано дека само што ќе отиде господинот Димитров во Атина и се ќе се заврши, бидејќи станува збор за нова гарнитура. Значи една лажен триумфализам, една лажна енергија се создаваше, која што всушност се распука како меор од сапуница, бидејќи грците останаа на добро познатите ставови. Веднаш потоа дојде тројната средба во Солун на Бугарија, Србија и Грција, кој што во многу потсеќа на средбите кои што се одржувани и пред 13-та година, тајните и јавните пактови за поделба на Република Македонија. Во тој контекст јас би прашал, дали е тоа добрососедство? На тој начин ли сметаат да направат добрососедство или всушност исцртуваат контури на нови сфери на влијанија, имајќи предвид дека многу лесно сега може да влијаат врз квислиншката влада која што е инсталирана насила од страна во Македонија и на тој начин практично може да се договараат и без нас. Договарањето без нас значи дека нас не сметаат за рамноправен субјект или за субјект кој што има иднина. До сега не било така или барем требаше да има официјална реакција на владата, каква што немаше. Наспроти тоа има како што една сериозна медиумска пропаганда која што треба да ги покрие сите тие елементи.
Колку ваквите договори ќе остават траен белег на македонската историја со оглед на тоа што беа најавени промена на учебниците, беше најавено на отварање на културни институции од Бугарија во Македонија, но се тоа во корист на бугарските државјани, како што кажа и нивните официјални лица. Што ќе значи целиот овој процес за македонската историја? Како што реков, треба да имаме добрососедство, но добрососедството мора да се базира на рамноправни основи, треба да се уважуваме, разбираме и да бидеме блиски. Треба да се разгледуваат сите барања кои што ќе дојдат од двете страни и треба да се уважуваат на принцип на реципроцитет. Кога немаме реципроцитет, тогаш имаме доминација. Доминацијата не е нити еднаквост, нити добрососедство. Она што гледам дека се случува е дека буквално никој не води грижа за македонските национални интереси. Јас се сомневам дека оваа гарнитура беше насила поставена токму заради тоа да ја демонтира секоја национална промисла, да ја демонтира да го демонтира секој отпор од нашата страна или чување на македонските национални интереси. Подпишувањето на договорот со Република Бугарија и не е финале, тоа е само увертира во промената на името. Практично се тестира јавното мислење, кое што е под невидена пропаганда и невиден притисок од многу сериозно организирана режимска структура и се гледа дали може да се протне. Ако се протне, тогаш може да се оди во нова фаза, бидејќи би било премногу болно и не е сигурно дали може да го променат името така како што наумиле. Затоа треба да се повика македонската јавност да се спротивстави, таа има начини како да се спротивстави, тоа е и од муабет човек на социјалните мрежи, буквално еден активизам кој што нема да дозволи да се поигрува оној што ги загуби изборите на 11 декември со интересите на македонскиот народ. И исто така да се предупреди дека тука не е крај и дека нема да престане отпорот и дека нема да бидат лагодни таму каде што се насадени насила, туку дека ќе се соочат со сериозен и жесток притисок и со сите дозволени демократски средства. Така. Недавно бевте променети од функцијата прв човек на државниот архив, институција која што се грижи токму за македонските интереси, целата историја на Македонија. Сега има нов човек на таа позиција. Што очекувате во иднина од неговата работа, со оглед на тоа дека бевте нападнати уште во првите денови? Бев променет додека бев на одмор, за тоа постои документација, што значи незаконски сум променет, меѓутоа во интерес на јавноста ќе кажам дека воопшто не одев преку механизмите на државата, оти не само архивот, туку нападнати се и запоседнати инспекторатите и на тој начин се врши целосна контрола, односно злоупотреба на тие институции. Оставам на јавноста да суди, бидејќи не е во прашање Филип Петровски како прв човек на архивот, туку во прашање што потоа се случи. Помалку од недела дена после промената, односно во првите неколку дена од седнување на новиот вршител на должноста, се сменети над 20 раководители или луѓе кои што беа во мојот тим. Тие не се партиски луѓе, тоа се луѓе кои што го водеа апсолутно енергично, ефикасно архивот и беа подготвени да одговорат на секој вид на предизвици. Тие луѓе се сменети без образложение и ниту се повикани на разговор, ниту буквално им е укажано зошто се сменети. Тоа личи на една листа на отстрел, односно целосно инсталирање по вертикала во архивот на режимска структура. Затоа е доведен човек од СДСМ, кој што дава директиви кој треба да биде променет, односно кој ќе биде на листа на отстрел. Со тоа архивот е сведен на една институција која што станува небитна и која што во процесот на подпишување на договори со државите нема да излезе со документи кои што ќе докажат спротивното, дека Македонија има своја посебност и историски со документите подкрепено постои и пред 1944 година. Така што мислам дека операцијата на промената всушност беше добро смислена, да се постави човек кој што никој не го знае, не го видел, ниту пак ќе го види, за да можат да ги спроведуваат посериозните операции без да имаат пречки внатре во системот. Така, ви благодарам многу за споделените информации и гостувањето.